И време е за малку поинакви содржини, одиме малку со фантазијата ја вклучуваме на најако, бидејќи нашата прва гостинка заедно со мојата колешка Оливера ќе ни откријат кои ќе бидат најпопуларните дестинации за 2026 година. Срдечен поздрав за Снежана Несторовска од одделот за резервации и продажба на аранжмани. Тема за која секогаш сакаме да слушнеме и да си фантазираме и да си правиме планови, нели? А може и да си ги исполниме. Секако. Затоа ја поканивме Снеже од ИТЦ Travel, жената која што ги прави многу лесно и на брз начин и ги остварува вашите сонови, само доволно да ја кажете каде сакате да патувате. Токму празниците и зад нас, меѓутоа дел од празниците и пред нас. 2026 што току започна, денес 8-миот ден, беше турбулентно и беше навистина густо за време на празниците. Се патуваше за Нова година, за Божик? Да, се патуваше. Оваа година некако интересот се префрли од оние зимувања и зимски дестинации на екзотичните дестинации. Кај нас конкретно имавме доста патници кои што одлучија овој новогодишен период и претходно околу католичкиот Божик да отпатуваат на дестинации како Тајланд, Бали и имавме доста патници кои што отпатуваат за Дубај. Таму е сега совршено времето, може да се ужива. Да. Од она што гледам по социјалните мрежи, навистина уживаат. Да. А како е на Тајланд? Волшебно. Од секогаш сум сакала да работам во туристичка агенција, бидејќи мислам дека вие сте најшетаните и имате најубави спомени. Точно така. Мислам не може да се пожалиме, сме прошетале и најмногу заради тоа да го усовршиме она што ни е, нели, секојдневен материјал за работа. Ние често патуваме, на тие патувања, значи редовно го освежуваме на некој начин она што веќе го знаеме и нормално се здобиваме со нови искуства кои што потоа ги пренесуваме на клиентите. Од сите зими кои што се ги видела, која ти е онака, сакам да ги прашам луѓето што многу често патуваат, која им е омилена дестинација? Турција. Да. За тоа ние се слажуваме. Така. Турција навистина неприкосновена и во однос на услугата, во однос на содржините, се она што го нуди, навистина нема споредба со друга дестинација. Точно така. Така што Турција секој пат наша веќе долгогодишна дестинација по која што сме препознатливи, годинава еве покрај Анталија ќе имаме и чартерлет за Бодрум, кој што е прекрасен и нуди нешто различно од оние анталиски дел, така што мислам дека ќе ги исполниме и очекувањата на оние кои што бараат полежерен, по all inclusive нели одмор, со тоа што во Бодрум има точно. Тука има и ноќен живот. Да, ноќен живот, активности, има флексибилно. Точно така. Така. И Истанбул е убав, кога веќе Турција споменавме. Да. Реално се бараше за празници во Истанбул? Да, Истанбул е редовно дестинација на македонците. Она што е доброто и во Турција, мислам во Анталија, во Бодрум и во Истанбул, гостопримливоста која што ја спомнавте, значи кујната, нешто што ни е блиско на нас, не е залудно тоа што Турција е меѓу 4 земји кои што се најпосетени на светски рамки, со годишно ниво на некои околу 50 милиони туристи, странски туристи, се извинувам, кои што ги имаат на годишно ниво, го оправдуваат и ја оправдуваат популарноста всушност на земјата. Веќе последниве години Египет станува топ место, можеби веќе ќе и парира на Турција? Да, веќе и парира и искрено во минатата година имавме и проблем во некои од периодите кога имавме веќе пополнетост на местата и тоа однапред со оној early booking кој што е и сега во тек. Например, во август месец ние немавме слободни места уште во март. Значи во март веќе завршивме со пополнување на местата во август, што ни е показател дека и Египет, Хургада конкретно, си доби на репутација. Така. Имавме случаи кога една фамилија се случуваше во текот на едно лето 2 пати да отпатува во за Египет. Хургада. Толку се имав можност да ја посетам Хургада и можам да кажам дека морето е прекрасно, дури не можам да кажам дека услугата помеѓу Анталија, тоест Турција и Египет, тоа е мое гледиште. Така. Мое мислење, меѓутоа Црвеното море
е толку топло, толку лековито, што еден дедо што запознав кажува 21 година одам само на тоа море, бидејќи е многу лековито, излечил псоријаза, многу кожни болести. И да, предпоставувам дека ради морето одат. Најмногу заради морето и всушност Хургада е светска дестинација и за нуркање. Значи токму поради онаа богата флора и фауна. За фамилија на пример многу погодно затоа што морето е постепено длабоко, песок е секаде. Се случува да има осека па да биде баш онака нели поголема дистанца да има за да се влезе. Така што стана доста популарна и заради активностите што се нудат таму. Но има и пирамиди таму. Точно така. И особено сега популарниот нов музеј во близина на пирамидите во Гиза, кој што вреди да се види. Значи нешто маестрално со над 100.000 артефакти собрани на едно место. Верувам дека ќе биде хит во периодот што престои. Так, и таму има хотели со нели all inclusive, со 5 звезди. Точно. Така што за фамилии или за индивидуалци или за друштва има избор, навистина. Ја препорачуваме секако. Обично се смета дека ако еднаш отидеш, да речем или во истиот хотел или во тој округ, во тоа место, дека следниот пат нема да ти биде толку убаво, затоа што може нема да ги достигне тие очекувања или веќе имаш поголеми очекувања. Дали е тоа вистина или може да се оди? Може, затоа што имаме доста од редовните патници кои што еднаш например кога ќе почувствуваат дека им одговара конкретниот хотел, го повторуваат веќе секоја година. И оние кои што имаат веќе нели увид во тоа кога има летниот одмор, го користат Early Booking за да си обезбедат место уште во овој период. Бидејќи веќе кога ќе влеземе во сезоната се случува оние хотели кои што се квалитетни, кои што имаат веќе изградено углед и репутација, да немаат слободни места. Така што прават, да речем, паметна одлука што го искористуваат Early Booking-от за да си обезбедат место. Да, најмногу влие врз изборот, цената, програмата, авионот, нели некој не може да издржи многу часови во автобус. Така. Па многу им до душа е до Анталија и немилосрдно е да се оди со автобус или до Египет. Да, точно така. Па праксата покажала дека во одлуката најмногу влие цената. Значи колку и ние да се трудиме да нели другите фактори да влијаат, меѓутоа цената се пак таа што е одлучувачка да се одлучат за да блокираат, така што сметам дека ние имаме широка понуда и веќе не препознаваат, имаме изградено некоја постојана клиентела која што ни верува доколку на пример станала промена во менаџментот на некој хотел, па да сугерираме дека можно е нели да има промени во она што веќе го искусиле. Така се менува оној начин на избор на луѓето, кратки патувања, да се видат повеќе дестинации или оној класичен одмор од 7 дена или 14 дена. Во минатото, например, се случуваше да клиентите да букираат еден, ама вреден одмор, например, од 10 дена и толку да биде. Изминативе 3-4 години забележуваме промена, односно клиентите повеќе се одлучуваат да одат на неколку пократки одмори. Она што го споменав, значи се случува една фамилија да оде 2 пати во Египет или еднаш во Турција, еднаш во Египет и попат на некои кратки викенди. Нема веќе например еден само главен одмор па да се фокусираат на тој, туку малку го пролонгираат задоволството на некој начин. Има и такви кратки, може да се букираат такви може и кратки одмори, да. Например, ние конкретно работиме со хотели во Грција, може да тоа да се букира или некои city breaks, значи согласно тоа како има авионски линии, организираме и такви кратки патувања. Кои ќе бидат топ дестинации за 2026? Па покрај константата од Анталија и Хургада, верувам дека Бодрум веќе годинава ќе биде хит. Таму е малку пократка сезоната. Например, се оди таму од јуни до средина максимум на септември, бидејќи Егејското море е малку постудено во однос на Медитеранот, каде што е Анталија. Така што верувам дека Бодрум годинава ќе биде хит. Така, Анталија е долу на југот и таму е топло од март до октомври. Да, таму изминативе години имаме доста од патниците кои што се одлучуваат и во октомври да патуваат, бидејќи е мирно, се уште убава климата, значи вистинско уживање тој период. Така. Значи тие се тие 3 топ дестинации. Има нешто поегзотично како, не знам, еве, имам пријателка која што во моментов е на Малдиви. Занзибар. Овие екзотични дестинации сега всушност се патува таму. Кога се зима. Така да биде уживањето на максимум.
така што изминативе години се популаризираа доста тие дестинации. Нормално, имаме повеќе избор на авиопревоз, подостапни стана тие понуди, се популаризира, така што имаме доста клиенти кои што отпатувале и верувам дека ќе расте и тој број на патници. Како што секој семејство треба нели домакински да се го распореди буџетот, така треба да се планира и одморот за следната сезона од претходната сезона. Има некои луѓе што само што ќе заврши текувната сезона си планираат каде следното лето. Затоа настана и раното резервирање или early bookingот на англиски. Веќе кај вас е започнато тоа уште од есента, мислам дека. Обично ги добиваме веќе термините за патување пред новогодишниот период и оние кои што веќе имаат искуство во тоа патници не бараат и ние веќе почнуваме активно со реклама за да може да се искористи висок процент на попуст од кој што го нудат самите хотели. Така. Која е предноста на раното букирање? Најмногу оно што го споменав дека ќе се обезбедат место каде што тие сакаат да патуваат. Значи веќе кога ќе се влезе во сезоната, кога ќе започне летото, убавите квалитетни хотели се први кои што се пополнуваат и за жал веќе кога во оној шпиц на сезоната, за жал не можеме да потврдиме таму соби. Нормално цената е пониска. Ќе повторам, оние кои што веќе знаат кога би патувале, која што имаат направено план, апсолутно за нив е ова измислено. Значи, кога ќе си го букираат одморот и кога веќе завршиле со таа ставка, само чекаат да дојде периодот за патување. Да. Некој живее само за да патува. Точно. Да, и тоа се можеби и најсрекните луѓе. Така е. Тука искрено би го спомнала оној момент сега кој што се популаризираше во Шведска. Всушност Шведска е пионер во воведување на припишување на терапија, патувањето како терапија да биде. Значи за сите оние кои што се истоштени од работата, оној популарен burnout што се вели, веќе во Шведска почнаа да практикуваат да го припишуваат патувањето како терапија. Значи една превентива за намалување на стресот, за да се опуштат луѓето, за да бидат поефективни понатаму во работата. Ќе го испратам ова да го слушне мојата докторка. Да. Пожално. Да. Па може кај нас да почне да се применува терапија со патување. Најдобри спомени се прават на патувањето и многу мислам дека е поквалитетно отколку во материјалното да инвестираме. Како велат, од седење дома нема спомени. Нема спомени, така е. Сега, како да се подготвиме за едно патување, да секогаш јас кога нешто треба некаде да патувам, мора нешто да заборавам. Како практично, функционално да се подготвиме за едно патување. Посебно ако станува збор за семејство, тогаш тоа е цел проект. Точно така. Забележуваме дека трендот, например, веќе клиентите, ако не се одлучуваат да патуваат со агенција, да си прават некои своји патувања во сопствена режија. Тоа е секако разбирливо поради достапноста на платформи и така натаму, меѓутоа многу да внимаваат на тоа да не заборават да извадат патничко осигурување. Ни се случува често пати веќе на самото патување да ни се јават да го извадиме, а за жал тоа не е возможно ретроградно. Имавме сега брзо случка кога патници кои што се во своја организација направиле пакет аранжман за Бали, изумиле, односно воопшто не знаеле дека има потребна виза. И тука, например, се случува патниците, откако ќе настане некој проблем, тогаш да ни се обратат. Значи, нормално дека ние сме достапни за било кој што и не е веќе патник кај нас, за да советуваме, да помогнеме, така што би советувала за да се пред секој патување добро да истража дестинацијата каде што патуваат, затоа што можеби има некои регулативи кои што на нив не им се познати. Затоа постојат агенциите, нели, нормално, за да направиме цела организација, да не се грижат на никој начин за време на патувањето. Ние сме достапни доколку настане, не да боже некаков проблем на лице место, можат да ни сконтактираат. Така што би препорачала, значи, во секој случај да ги користат погодностите на професионалците. Така, што би им препорачале на нашите граѓани, на македонскиот народ, зошто да патува и каде да патува? Цела во оваа година, што туку започна?
Јас би им препорачала да патуваат, значи без разлика на дестинацијата, согласно нивните можности и финансиски и временски да патуваат се почесто, затоа што веќе Шведска го го утврди, навистина е така. И се подобрува расположението, се превенира, перспективата е друга кога ќе се посети новата земја. Добиваат нови идеи. Точно така. Значи како велат се минува менталниот склоп така. кај човекот. Значи самодовербата е друга кога веќе ќе се најдете на некое место каде што не сте биле претходно, особено каде што има нели е јазикот кој што не ви е познат. Навистина влијае во секој аспект на здравјето. Така што јас би препорачала што почесто да се патува согласно можностите. Ние конкретно бидејќи работиме со Турција и со Хургада, сме достапни за летните одмори и помеѓу тие одмори секако за кратки патувања или авионски билети. Ќе ви посакам убава, успешна, плодна сезона, а на нашите граѓани многу убави спомени преку патувањата. Верувам дека ќе биде навистина убаво и дека ќе се пофалат од екзотичните дестинации кои што ги споменавме, Хургада и Египет, односно Анталија, Бодрум, Турција. Да, веќе замислувам како тоа би можело да изгледа и многу среќа посакувам на сите авантуристи, на сите оние кои често патуваат и оние кои живеат помеѓу две патувања, бидејќи луѓето кои што често патуваат, токму така и го замислуваат својот живот како едно големо патување составено од мали патувања.